Добра вечер, почитувани гледачи. Вие сте со програмата на КТВ. Денес е 3 декември 2024, а ова е терминот за дневникот. Кавадарци, како ни еден друг град во државата, предничи со урбанизацијата и модернизацијата. Спортски сали и терени, градинки, паркови, улично осветлување, асфалтирање и многу други проекти се со една цел – модерно Кавадарци за сите, вели во изјава за КТВ градоначалникот Митко Јанчев, осврнувајќи се на реализираните проекти. До пред 4 години тешко дека некој веруваше дека ќе се заврши и колекторот до после Марина, и дека кејот ќе се направи и во Ваташа, и од Слога до Ваташа, и сега овој последен дел од општа болница па се до Ваташа. Тешко веруваше некој дека Кавадарци ќе добие волку инфраструктурни проекти и објекти во овие изминати 7 години, поготово во 4 години или 3 последните, градинки, спортски сали, повеќе од 6, во делот на спортот, во делот на образованието, во делот на улично осветлување. Значи, буквално, општина која што ни во еден сегмент, ни во една ситуација нема оставено ништо на случајност. Пробивањето на булеварите, правењето на сите улици, атмосферски канализации, водоснабдување на цели населби кои што нема воопшто вода за пиење, изнесување на комуналниот смет или отпад од секоја една урбана средина и населено место. Буквално општина Кавадарци е присутна секаде, со изградба на многу кружни текови, со изградба на дом за деца со попреченост, со изградба на градскиот пазар кој што го добивме од еден најубав пазар во регионот, со изградба на мини хидроцентралата. Сето тоа ни дава за право и храброст да ние бидеме дел од општина Кавадарци и бидеме дел со нашите сограѓани кои што ни ја дадоа максималната доверба, и очекувам дека не ги разочаруваме, него дека напротив, после многуто шпекулации од опозиционерите дека нема да се заврши ништо, дека сега е веќе стивне градот, дека нема да се гради, нема да се прави, напротив, се гради многу повеќе. И тука би спомнал и би кажал дека изненадувањето се пред нас. Пред нас е патот до Дисан, пред нас е кружниот тек на самиот влез од Росман, пред нас е решението кај Слогапром со трета лента и триаголник во делот на сообраќајот. Пред нас е реконструкцијата на многу улици кои што во моментот се работат, изградбата на булеварите, улично осветлување, затворениот базен, кој што им подсетивте, реконструкција на отворениот базен, доградба на спортска сала, изградба токму во оваа населба тука на нова спортска сала, урбанизирање на сите средини, наспроти изградба на градски парк со 21 метри квадрати кој што некогаш беше така наречен теничи мало, сега очистено, направено, кое што ќе личи на еден парк за рекреација на сите оние и возрасти и млади. Изградба на повеќе од 40 детски катчиња, поселата изградба на нови асфалти и при тоа општина Кавадарци е во добра финансиска кондиција, во добра кондиција на инфраструктура, меѓутоа не заборавајќи ги и делот на интернатот, делот на образованието, не заборавајќи го делот на социјалата, не заборавајќи ги оброк за секое дете, не заборавајќи ништо, напротив, ВМРО ДПМН, и јас како носител на функцијата градоначалник на општина Кавадарци од ВМРО ДПМН и со мене председателот на совет и нашата советничка група која што сега што поддржува, а и да поддржуваат и другите советници кои што добронамерно и слушат на општина Кавадарци избрани од народот, да целата програма биде реалност. Тоа е ретка случајност за целата програма да биде реална. Сите политички програми кога се прават нереални, а нашите политички програми ги правиме во делот на она за да не се пострамотиме и никој да не може да ни покаже со прст и да каже вие ова не го завршивте или ова не излагавте, за се има аргумент, се е сработено и се ќе се доработи. Нашите села кои што прераснаа во едни урбани села со градинки, со фудбалски игралишта, со нови училишта, со инфраструктура подземна, атмосферска, водоводна, канализациона мрежа, асфалти, бесплатен превоз, формирање на јавни предпријатија. Значи, тука би кажал дека имаме формирано
повеќе од 4 јавни предпријатија во последниве 4 години. Тоа е ЈП паркинг, ЈП превоз, Кавадарци газ, кај што ќе почнеме до година гасификацијата, стационарот кој што за неполн месец ќе почне со работа, кој што е инвестиција реци од милион евра, швајцарска поддршка, и таму ново предпријатие, така да општина Кавадарци веќе ги добива сите дејности кои што треба да доликуваат на општина од европски стандарди за да може да функционира и граѓаните да се чувствуваат така подобро. При тоа, дигајќи го стандардот на луѓето со невработеност од 2%, каде што, како општина, максимално се залагаме за нашиот бизнис сектор да биде релаксиран, да не биде политички ни во еден момент вмешан ни во една политичка ситуација, да нема притисоци, а со тоа да овозможиме да ние имаме релаксиран бизнис сектор, релаксирани работници и подигање на стандардот. Како медиуми не пратите секојдневно, не пратите и во тоа што работиме и како функционираме. Знаете дека спортот е на прво ниво на општина Кавадарци. Знаете дека социјалната заштита е на прво ниво, единствена општина кај што ако до пред 4 години или 5 години се бараше место за дете во градинка и со тоа се купува политички гласови или поени, напротив, сега тоа е надмината работа, секој еден граѓанин без разлика од која категорија е национална или верска припадност си ја завршува својата обврска во упис на дете во градинка. Сами знаете дека општина Кавадарци ги наградува и прводеленците, ги наградува и талентираните деца, дава стипендии и мислам кога ќе поразгледаме од сите гледни страни, дали од сообраќај, дали од екологија, дали од социјала, дали од инфраструктура, дали од решавањето на загадувањето на воздухот, градење на заобиколница, почнувањето на гасификацијата до година, нема ниту во еден момент нешто што сме не занемариле или да го ставиме, како што би рекле старите, под теписон и да тлеи како такво, па да дојде некој друг да го решава, за тоа што бил горлив проблем, за тоа што бил многу пари или немало некаков интерес политички или публицитет. Ние со нашите сограѓани ги споделуваме сите убави моменти, меѓутоа и она што е момент кога треба да укажеме на нешто кое што значи за граѓаните, а не е баш од позитива, никој што го криеме, напротив секој што произлегува прво од нас, а после од сите други. Општина Кавадарци како општина во моментот на граѓаните им нуде најголемата заштита и во делот на противпожарната единица, и во делот на првата помош, и во делот на општата болница. Се што можеме заеднички со нашата сега матрична партија која што го предводи ја предводи централната власт, да привлечиме внимание, а тоа привлекување внимание биде во интерес на нашите сограѓани и да ги даеме сите услуги кои што може да ги постигнеме, за да нашите граѓани бидат релаксирани и не мора да излегуваат надвор од Кавадарци да се малтретираат по други градови за да свршат општи работи, дали тоа страна на медицина, дали од било кој друг поглед. Ние сме главен град за Теквешијата, слободно тоа би го кажал, нелегитимен, меѓутоа како неофицијален главен град речеме Теквешијата, и општина Кавадарци, ниту една општина која што не е соседна, и ниту па општина Росман која што произлегува од нас како општина до сега не била занемарена и помошта која што може да ја пружиме не себично на сите други наши сограѓани и општини кои што ни се тука комшички да кажеме или било во кој поглед. Сами знаете дека во територијалната противпожарна единица не сме се штедиле ниту во еден поглед, не дозволивме да има ниту еден сериозен пожар на територијата на општина Кавадарци. Оваа година што веќе е во измината фаза, уште еден месец од годината, која што можеме да кажеме дека е најсушна и најтопла последниве 20 години, не дозволивме ниту еден час Кавадарци да остане без вода за пиење, не дозволивме ниту еден час да граѓаните не бидат загрозени, а тоа верувајте дека се тоа е само со многу работа, со добар тим и со позитивна енергија која што ја посветуваме на работењето. Како што викаат и повозрастите, ако си ја сакаш работава и добро ја организираш, таа ќе посака и тебе или што би рекле 50% е завршено само со организацијата. Јавното предпријатие Комуналец морам да го спомнам кое што будно не следе како општина. Будното следење на јавното предпријатие Комуналец ни дава исто така ветер во грб да им ги овозможуваме сите недоследности кои што ги има
на индивидуална база, на колективна база или било како, со реконструкција на канализации, атмосферски, канализациони мрежи, удоволување на потреби на некои граѓани кои што ги имаат од јавен интерес. При тоа, полициска станица од општа надлежност, која што е активна на терен и криминалитетот е намален во општина Кавадаци. Ако прашате и кажете дали беше замисливо дека ќе добиеме од денес за 2 години старечки дом со 70 легла, кој што како старечки дом, за жал, после 30 години е прв што се гради во Македонија. Сите други старечки домови се изградени во некое друго време. Ова ќе биде прв старечки дом кој ќе се изгради на локацијата кај Чирокрасе споменикот, веќе одобрен, другата дела ќе се тендерира преку Министерство за труд, 77 легла, старечки дом кој ќе биде под општинска капа, под државна капа, со посимволични средства да можат луѓето си ги завршуваат своите потреби. И јас можам се тоа да го сумирам со една добра оценка и да кажам дека нигиш не сакам да си кажам сам за себе и за мојот тим, меѓутоа па не сакам па и да го занемарам тоа, да кажеме дека општина Кавадарци е добро оценета општина и по транспарентност, и по отчетност, и по делот на извршувањето на програмата. Ланста година имавме 102% извршен буџет, оваа година ќе имаме над 90% и во континуитет во нашиот мандат ќе имаме над 94% извршен буџет. Кога го правиме буџетот, сведоци се дека не критикуваат дека ова е напумпан буџет, нереален буџет, дека тоа нема да се спроведи, дека ова нема да се направи. Напротив, тие работи се реализираат, сведоци се граѓаните, ние енергијата и доверието го црпиме само од граѓаните, а не од политичките опоненти или од политичките партии. Граѓаните се тие кои што мислам дека најдобро ја даваат оценката, а нашата оценка минативе избори беше одлична. Не ни дали за право тоа да седнеме и уживаме, како што би рекол некој во фотелите или уживаме во функциите, напротив ни дали за право да се потикнеме уште повеќе и се вложиме самите себе и не штедејќи се ни во еден поглед да подигнеме општина Кавадарци биде општина од најголем ранг или општина за пример во Република Македонија и пошироко. Јапонскиот амбасадор Оцука Казуја во работна посета денеска на Неготино изврши примопредавање на дигиталниот рентген апарат, донација од јапонскиот народ за јавната здравствена установа Здравствен дом Неготино. Голема привилегија е да се застане овде денес додека го добиваме овој извонреден подарок, дигитален рентген апарат од јапонскиот народ, односно јапонската амбасада. Во име на вработените на јавната здравствена установа Здравствен дом Неготино и во свое лично име би сакал да ви заблагодарам за оваа голема донација. Овој дигитален рентген апарат не само што ја подобрува опременоста на нашата институција, во голема мера ќе ги подобри и нашите дијагностички можности. Со неговата иновативна технологија и прецизност ќе се овозможи побрза, поточна, поефикасна дијагностика и понатомошен третман за нашите пациенти. Дарежливоста на јапонскиот народ ја одразува врската на пријателство кој што треба да продолжи и понатаму. Таа е потсетник за силно партнерство и меѓусебно почитување меѓу народот на Македонија и Јапонија. Заедно, преку заеднички вредности и заеднички напори, продолжуваме да градиме поздрава, понадежна иднина. Уште еднаш, амбасадоре Оцука, ви благодарам за вашата заложба и придонес за тоа што градите мост на пријателство меѓу нашите народи. Се надевам и очекувам да продолжи соработката што ги збогатува двете нации. Ми причинува задоволство секогаш кога доаѓам во Неготино. Ова лето со мојата класична гитара ја отворив изложбата на укиуе и заедно со мојата сопруга уживавме во неготинското вино и бажун. Денес сум среќен што сме тука по повод церемонијата за примопредавање на дигитална рентген машина од марка Шимазу, донирана на Здравствен дом Неготино, прек програмата за мали проекти за основни потреби и човекова безбедност GDP во фискалијата година 2023. Програмата
представува еден од столбовите на соработката меѓу Јапонија и Северна Македонија. Од 1996 година до сега Јапонија има пододржано 184 проекти во вредност од над 9,2 милиони евра во областа на здравство, образованието и животна средина. Ова е наш втор проект во општина Неготино. И јас сум среќен што и двата проекти се успешни и корисни за жителите на ова општина. Народот на Јапонија е горд што го обезбеди овој рентген апарат кој придонесува за посигурен, точен и навремен преглед за пациентите од Тиквешиот регион. Од информациите кои што ги добивме од задобрствениот дом Неготино, од мај оваа година па се до денес со новиот рентген апарат се прегледани повеќе од 5200 пациенти и сум многу среќен кога гледам дека нашата соработка значително придонесува за озбедување на по-добри задоволствени услуги за жителите на општина Неготино. Трет пат веќе како што амбасадорот од ЦУКА ја посетува општина Неготино и сме му благодарни на тоа. Се надеваме дека оваа наша соработка која што ја имаме со амбасадата на Република Јапонија и јапонскиот народ ќе продолжи и во иднина. Денешната посета на општина Неготино кој што имаше амбасадорот се одржи во два дела, кој што едниот дел беше во општинската зграда, каде што го запознавме амбасадорот за проектите кои што се изведуваат во моментот, се изведени во минатото и кои што ќе се изведуваат во наредниот период во општина Неготино. Како лекар специјалист можам да кажам дека денешната донација која што ја донира амбасадата на Република Јапонија и јапонскиот народ представува еден добар гест и секако за нас лекарите еден добра алатка која што ќе ни овозможи за полесно дијагностицирање на самите пациенти, а секако и за понатамошен третман на самите пациенти. Се надеваме дека со оваа наша соработка ќе продолжи и во иднина и дека и наредни проекти ќе реализираме заедно со амбасадата на Република Јапонија и јапонскиот народ. Министерката за енергетика, рударство и минерални суровини Сања Божиновска денес ја посети хидроелектраната Тиквеш за да се информира за моменталната состојба со хидропотенцијалите, техничката подготвеност и предизвиците поврзани со водостојот во земјата. Констатирано е дека нивото на големата вештачка акумулација во земјава, Тиквешкото езеро, останува далеку под потребното ниво. Водата од езерото не е ниту до горниот прак од тунел Тисовец, кој е на кота 245 метри водостој на Тиквешкото езеро. Генерално состојбата е критична на ниво на цела држава. Ке вложиме максимални напори за оптимизирање на користењето на ресурсите. Ке се занимаваме и со тоа зашто ни се опуштошени македонските енергетски капацитети, но јас знам дека со чесен пристап, со макотрпна работа може да се промени сегашната слика и нема да се откажам ниту јас, ниту оваа влада од намерата Македонија да биде енергетски независна земја, истакна Божиновска. Тимот од хидроелектраната информираше дека освен критичната состојба со водата, стравувале и од хаварија, бидејќи доколку нивото на водата продолжи да паѓа со влез на воздух во доводниот цевовод, може да доведе до кавитација и сериозни оштетувања на системот.
Јавното предпријатие Комуналец Кавадарци интензивно работи на улицата 8 септември, каде се поставуваат нови 3 линии, и тоа водоводна, фекална и атмосферска, во должина од 150 метри за новите објекти со комунално уредување на граѓаните. Инвестицијата е на општина Кавадарци, информираат од локалната самоуправа. 4 проекти од витално значење за општина Росоман. Се очекува трајно да се реши проблемот со водоснабдување, но и со недостатокот на гробни места. И најпрво би сакал да почнем со проектот за водоводот од Крушевица. Знаете дека 3 години интензивно се работи на тој проект, од истражувања до ископ на бунари и се до финалното, односно проектот за водоснабдувањето дополнително на Росоман, а со тоа Манастирец и Рибарци е готов. И еве го, тука е. Знаете дека претходната година со одлука на влада ни беа доделени средства на 28 јули 2023, кои што оваа влада ги продолжи и веќе имаме аплицирано за водоводот со секој средување на попратна документација. Очекувам веќе во наредната година да влеземе во изградба на новиот, односно дополнителниот систем за водоснабдување на Росоман, а со тоа ќе се реши проблемот и за Манастирец, но и за Рибарци. Сакам вие како советници бидете запознаени први, зашто знам дека граѓаните постојано ве прашуваат токму за ова прашање. Тоа е во однос на водоводот. Во однос на средствата кои што ги додали владата на општините, или познати како унгарскиот кредит, општина Росоман аплицираше со проектот за одмодување на местото викано Бавчите, односно под гробиштата. Тоа значи дека тоа место комплетно ќе се одводни, но не само тоа, туку со тој проект затвараме уште неколку прашања. Првата работа е што по одводнувањето, зашто веќе имаме распишена постапка по избор на изведувач и по завршување на одводнувањето, че може да се работи на проширување на гробиштата, бидејќи се реши проблемот со водоснабдувањето. Втора работа е дека паралелно во тој потек, односно местото викано Бавчите, проектираме нови улици, водовод, фекална канализација и електрификација, а тоа значи дека тоа мачурливо место за брзо ќе стане би рекол нова населба, односно центарот на Росоман ќе добие нова населба, така да очекувам проектот да биде готов за брзо и да влеземе во распишување на тендер за изградба на тие улици. И со тоа затвараме уште едно горливо прашање, секако што бараше повеќе години и повеќе време работа. Морам да напоменам дека третата работа која што сакам да ве известам се Душан Чирич, односно новата населба Душан Чирич или Плацевите за домување. Таму е целосно завршен проектот за формирање на градежни парцели. Сега следна фаза е поставување на комунална инфраструктура и продажба на тие плацеви. Еве ги, можете да ги видите, ги имаме и фазно и цела населба. Мислам, така одговорница, сега малку незгодно, но исто така е готово и Г2, односно лесна и незагадувачка индустрија. И тие плацеви се готови, секој по поставување на комунална инфраструктура ќе следува и продажба на истите, која што е јавна и која што ќе може да ја следат сите. Така да го завршуваме и тој дел. И последно кое што е прашуваат нонстоп граѓаните, прашам, мислам дека и советникот Јованче на минатата седница, некој од минатите седници, а тоа е влезот на Росоман кај улица Гоце Делчев. Таму општината веќе изработи целосно ново техничко решение, кое што е добро и кое што е многу подобро од ова кое што е сега направено. По завршување на сите постапки во надлежните институции, како што е Министерство за внатрешни работи и други институции, ќе влеземе кон имплементација, односно решавање и на тој проблем. Сметам дека овие 4 прашања се навистина суштински работи за Росоман и за цела општина и сметам дека советот треба да биде запознаен и се надевам дека до следната година, до половина на следната година, сите овие работи ќе бидат целосно завршени. Крајен рок за промена на возачките дозволи со старото уставно име е до крај на годината. Министерството за внатрешни работи апелира граѓаните на време да ја направат промената. Министерството за внатрешни работи ги потсетува граѓаните дека важноста на возачките дозволи со старото уставно име, согласно промената на Законот за безбедност во сообраќајот, е заклучно со 31.12.2024 година. Министерството ги повикува сите граѓани кои се уште имаат возачка дозвола со старото уставно име да ја обноват својата возачка дозвола до истекот на рокот, со цел да не се создаваат непотребни гужви.
Сите капацитети на Министерството и шалтерите на управните служби функционираат во полн капацитет и можат да ги услужат граѓаните да ги заменат своите возачки дозволи во редовниот рок до 31.12.2024 година без никакво доцнење и гужви. 3 декември одбележан во Центарот за поддршка на ученици со потешкоти, соработилници и инклузивна приредба, одбележан Меѓународниот ден за лица со попреченост. Денес го славиме 3 декември, Меѓународниот ден на лицата со потешкоти. Овој ден е промовиран од страна на Обединетите нации уште во 1992 година. Овој ден го славиме во име на сите 15% од светската популација кои што се засегнати со некој вид на хендикеп. Сите ние се раѓаме и доаѓаме на овој свет, но со првиот со различни способности, но со нашиот прв внес на воздух, ние се соочуваме со потешкотиите кои што не обкружуваат. Но сите ние ги имаме истите права, еднакви права и за тоа се бориме и ние во нашето училиште. Оваа борба трае со години, затоа сакаме да ја подигнеме јавната свест за постигањето на овие наши дечиња, овие лица. Во нашето училиште организираме постојано, континуирано различни работилници на кои се вклучени и учениците со потешкоти и инклузираните ученици кои што веќе 4-та година поред се во редовна настава, односно не запишуваме веќе ученици во посебни паралелки, туку го имаме Центарот за поддршка на ученици со потешкоти. Тоа значи истите можности ги имаат сите дечиња, еднакви права на образование и заедно со нивните другарчиња да се стекнат со се што ова образованието треба да им го пружи и на овие лица. Рековме дека целта на овој ден е да подигнеме свеста покрај континуираната работа во текот на целата година. Овие денови, во текот на 10 дена, одржуваме работилници, и тоа практични работилници, кои што се во вид на сензорна работилница за помалите дечиња од нашето училиште, креативно-ликовна работилница, спортска работилница, музичка работилница, работилница за изработка, моделирање на глина. Сите 365 ученици од нашето училиште се вклучени заедно со дечињата со потешкоти во градат, моделираат, играат, се дружат. Претходно следеа работилници од едукативен карактер на кои што стручната служба ги спроведе во училиштето. Повторно ќе кажам дека ние се трудиме да им го олесниме животот на овие дечиња, да бидат поактивни, да придонесат и сите други останати од средината, од нашата социјална средина, да видат што тие умеат, што можат и како тоа го умеат. Постојано имаме подржувачи на нашата мисија, имаме помош од локалната самоуправа и градоначалникот, имаме помош од Слога, од Жито Југ, Црвен крст и Комерцијална банка, Ротари клубот, господинот Пене Александров и многу уште други наши драгоцени луѓе. Нека ни е честит денот и да се трудиме се повеќе да ја подигаме свеста на јавноста за постоењето на овие лица. Меѓународниот ден на лицата со попреченост се одбележа и во библиотеката Феткин. На традиционалниот шаховски турнир учествуваат членови на Сојузот за спорт и рекреација на инвалиди, како и ученици од Средното општинско земјоделско шумарско училиште Ѓорче Петров. Прво едно големо благодарност за сите присутни што не удостои оваа вечер да бидат тука и до вас медиумите како носители на сите активности што случуваат во нашата општина. Сојузот за спорт и рекреација на инвалиди Кавадарци традиционално, веќе не знаеме и по кој пат, по повод 3 декември, нели меѓународниот ден на лицата со попреченост, го прави овој шаховски турнир. Некогаш го прави меѓу своите членови, некогаш го правиме вака надвор со други нели надпреварувачи. Оваа година заедно со библиотеката Феткин како носители на идејата и нешто што продолжеток на нешто што почна многу одамна
имавме доста заеднички проекти, доста заеднички збиднувања, каде што видовме дека овој начин на действување е доста добар и доста популарен. Ние меѓу нашето членство и те како си ги тераме нашите спортски активности, ама кога ќе испаднеш вака е веќе нешто подруго. Традиционално прво, второ и трето место дипломи и за победникот една символична шаховска табла која што останува за успомен и за да вежба нели за наредниот турнир. И сега од сигурни извори имам информација дека на централната свечаност вторник 3 декември на Николчо Делов ќе му биде врачена една специјална награда. Точно, не точно? Па, да, Николчо ќе присуствува на тоа доделување, влезене во кругот на потенцијалните, а утре вечер ќе знаеме што ќе се деси. Се уште и за мене тоа нешто ново од пред неколку дена, така да ќе видиме. Библиотека Феткин Кавадарци оваа година, веќе неколку години поред, ќе го прослави 3 декември, меѓународниот ден на лица со попреченост. Оваа година решивме на ваков начин да се споиме заедно со Сојузот и да го прославиме на нивниот традиционален начин, надпревар во шах, за нас нешто поразлично од претходните години. И оваа година, барем за нас, како библиотека, сакаме да го направиме овој надпревар инклузивен. Тука се учениците од Земјоделско-шумарскиот центар од Кавадарци. Зошто се тука? Заради тоа што сметам дека тие се онаа генерација која што е, да речам, критична, која што за многу кратко време ќе ги носи промените во општеството, па се надеваме дека ќе му покажеме на овие млади луѓе што умеат лицата со попреченост од Кавадарци. Че јас лично со години назад не би сакал и никогаш не ги спомнувам нивните потреби или барања, секогаш сакам да ги потенцирам нивните можности и таму каде што се најдобри и подобри од нас. Продолжуваме и со останатите содржини во дневникот. Опозиционата СДСМ на денешната пресконференција ја обвини власта дека спроведувала опасна партизација на институциите. Режимските тенденции на Мицкоски и ДПМН покажуваат дека не можат да функционираат поинаку. Власта спроведува опасна и брутална партизација на институциите, на безбедносните служби, на агенциите. Режимот дефинитивно се враќа. Додека се бркаат луѓе од работа, се прават партиски чистки, се поставуваат партиски луѓе на клучни позиции во безбедносните институции. Еклатантен пример е Агенцијата за национална безбедност. Наместо професионалец, власта поставува председател на градскиот комитет за директор на АНАБА, кој што е прашање дали ги исполнува законските услови да биде на оваа позиција. Додека јавноста чека разрешница за лажните сертификати за познавање англиски јазик, се отвори прашањето дали факултетската диплома на Христовски е соодветна. Ваквото однесување создава долгорочни последици за работата на безбедносните служби, правната држава и демократијата во земјава. И сето ова, почитувани, се случува во време кога безбедносната состојба во земјата се влошува со секојдневни пукања, инциденти и нереди. Власта спроведува широка стратегија за целосна партизација на институциите. Советот за граѓански надзор на комуникациите, тело кое треба да спречува злоупотреба на следењето на комуникациите, е пред сериозна опасност да стане параван за нови злоупотреби. Исто како оние кои ја потресоа Македонија за време на режимот со прислушување на 20.000 граѓани, новинари, бизнисмени. Наместо да биде составен од компетентни и непартиски експерти, ВМРО ДПМН го претвора Советот во инструмент на партиска контрола на комуникации и прислушување. За председател на Советот е предложен Илче Димовски, долгогодишен партиски активист на ВМРО ДПМН. Илче, председател на УМС Битола и секретар на Општинскиот комитет на ДПМН во Битола. Следен е Стојанче Рибарев, член на Советот за граѓански надзор на комуникациите. Рибарев, почитувани, е добро познат во јавноста како поранешен судија, разрешен поради злоупотреби на правосудниот систем, познат како спасител на Никола Груевски од притвор во 2017 година. Сега треба ние да веруваме дека истиот тој Рибарев ќе ги штити граѓаните од злоупотреби и ќе спречи повторување на скандалозното масовно прислушување од времето на Груевски. Нема шанси. За член на Советот е предложен и Мирче Стојков, поранешен председател на Општинскиот комитет на ВМРО ДПМН во Кочани и актуелен советник во Советот од ДПМН. Тука почитувани е Никола Затуровски, долгогодишен функционер на ДПМН.
Советот за граѓански надзор на комуникациите, замислен како независен механизам за заштита на граѓанските права, сега станува играчка во раците на ВМРО ДПМН и алатка за нови злоупотреби. Ова почитување е сериозен удар врз демократијата и ја покажува намерата на ДПМН за повторно заробување на институциите и враќање на земјата во мрачните времиња на режимот. СДСМ ја повикува целата демократска јавност, сите прогресивни сили, заедно да се спротиставиме на масовната партизација и ударот врз демократијата во земјата. Ставот на Филипче дека никогаш нема да се откаже од Заев покажува дека тој е само потрчко, рече на денешната пресконференција Миле Левков од ВМРО ДПМН. Ставот на Филипче дека никогаш нема да се откаже од Заев покажува дека тој е само негов потрчко на чело на СДС. Филипче со поддршката и лојалноста кон Заев покажува дека не се откажува од предавствата, аферите и криминалот. Филипче со неоткажувањето од Заев не се откажа од предавствата кои тој ги направи со Бугарија, ниту од неговите ставови за Делчев и Линденското востание и Македонија. Со неоткажувањето од Заев Филипче не се откажа и од криминалите кои тој ги правил од тендерите во Рек Битола, СМ. Филипче не се откажа од издавањето на над 200 пасоши на белосветски криминалци. Филипче не се откажува од Заев, а со тоа не се откажува и од рекетот и криминалот во фирмите кои ги избира и кои се негово секојдневие. Филипче не се откажува од Заев затоа што и тој сака да биде како Заев. Со Филипче нема ништо ново во СДС. Повторно, Заев е главен. Имаме методологија и анализираме како да се стабилизира состојбата со дупката во буџетот на Фондот за пензиско инвалидско осигурување, вели портпаролката на владата Марија Митева. Таа тврди дека во овој момент не се размислувало за предлогот на Фискалниот совет за зголемување на старосната граница за пензионирање. Ова доаѓа откако Фискалниот совет, составен од експерти, дал мислење дека мора да се зголеми возраста за пензионирање на 67 години за мажи и за жени. Економската и политичката стабилност на владата дава резултати. Македонија за 2024 година бележи рекорден прилив од странски директни инвестиции со можност да достигнат 1 милиарда евра, рече на денешната пресконференција владината портпаролка Марија Митева. Како влада ни е особена чест да информираме јавноста за рекорден прилив од странски директни инвестиции. Странските директни инвестиции во Македонија во периодот јануари-септември достигна 838 милиони евра, што е зголемување од 348 милиони евра во однос на истиот период минатата година и убедлив рекорд во изминатите 20 години. После долги години на дното, за прв пат имаме можност како држава да стигнеме до прилив од странски директни инвестиции до 1 милиарда евра оваа година. Воедно, податоците покажуваат дека само во третиот квартал оваа година приливот на странски директни инвестиции во Македонија достигна 281 милион евра. Ваквиот прилив се должи на економската и политичката стабилност која презентираме како влада, на предвидливоста и стабилноста која имаат компаниите, на посветеноста и заложбата во процесите и пристапот кон нулта толеранција за корупција, кои беа индикатори за намалени инвестиции годините наназад. Во овој период се бележи зголемен нето прилив врз основа на меѓукомпаниски долг, што во годините претходно можеше да се забележи како одлив, и овој прилив е во вредност од 219 милиони евра. Имаме и прилив врз основа на сопственички капитал од 39,9 милиони евра и реинвестирана добивка од 22 милиони евра. За само неколку месеци успеавме како влада да склучиме договори со многу инвеститори, како Алказар Енерджи, ветерниот парк каде има 55 ветерници и ќе се гради меѓу 3 општини – Карбинци, Штип и Радовиш. Во текот на изградбата на ветерниот парк се очекува да бидат отворени 630 нови работни места. Тука е и Епсотек, новата германско-белгиска инвестиција, за што ќе бидат вложени 20 милиони евра и отворени нови 110 работни места.
Новата инвестиција на Костал од 45 милиони евра со нови 250 вработувања. Почитувани, ова се само дел од инвестициите кои оваа влада успеа да ги реализира. Во следниот период очекуваме многу нови инвестиции и продолжуваме посветено во полето на привлекување на странски директни инвестиции. Инвестираме во домашните компании преку кредитната линија од 250 милиони евра и сите овие економски политики ќе донесат забрзан раст, зголемено производство и подобар животен стандард на граѓаните. Изложба на тема Стоп за насилство во организација на Комисијата за еднакви можности. Ликовните дела и ракотворби се дел од проектот 16 дена активизам против родово базирано насилство. Утре среда на 4 декември во музеј галеријата Кавадарци со почеток од 12 часот Комисијата за еднакви можности при општина Кавадарци ќе организира изложба на ликовни творби на тема Стоп за насилство во рамките на кампањата 16 дена активизам против родово базирано насилство. На изложбата ќе бидат изложени ликовните дела и ракотворби пријавени на конкурсот кој претходно беше објавен. Преку оваа изложба, Комисијата за еднакви можности ги поттикнува сите да го запрат насилството и да изградат свет во кој жените и девојките ќе живеат без страф. Дел од ликовните дела и ракотворби ќе бидат донирани во интервентниот центар за жртви на семејно насилство на општина Кавадарци, со кој раководи Сдруженијето за родова еднаквост Визија од Кавадарци. Продолжуваме со спортот. Женската ракометна репрезентација заврши како трета во својата група на Европското првенство. Младоста и неискуството си го сторија своето, но имаме карактер, потенцијал и квалитет за поголеми дострели. Женската ракометна репрезентација на Македонија заврши на третата позиција во групата А на Европското првенство, кое се одржува во Унгарија, Австрија и Швајцарија. Македонија на стартот на континенталниот собир беше поразена од Шведска, потоа одигра реми со Турција, а синоќа загуби од Унгарија. Нашата репрезентација до третата позиција стигна откако Шведска ја декласираше Турција со 47-19. Па така, турските ракометарки со најлоша гол разлика завршија на последната позиција во групата А. За конечниот пласман, односно кои репрезентации ќе бидат рангирани од 13-тото до 24-тото место, ќе се дознае по комплетирање на последното коло од групната фаза. Сепак, нашите девојки покажаа дека имаат потенцијал. Бевме една од најмладите репрезентации со многу дебитанти на вакви големи собири. Имаме материјал за работа и квалитет, па само треба да се продолжи со вакво темпо, но од друга страна, да го цитираме и селекторот Грчевски, кој рече дека некои од девојките ќе треба да се замислат, бидејќи дресот со националниот грб си има своја тежина. Младоста и неискуството си го зедоа својот данок, но покажавме карактер и желба, што е најава за подобри резултати во иднина. Утре предпладне ќе има појава на магла или ниска облачност по одделни котлини, а во текот на денот ќе се задржи променлива облачност со услови за слаб локален дожд. Повеќе врнежи ќе има во текот на ноќта кон четврток во западните делови, каде на планините и на некои повисоки места врнежите ќе бидат од снег. Температурата во интервал од 2 до 10 степени. Тоа беа содржините во дневникот. Ви благодарам за довербата и вниманието. Имајте секое добро.